на минута пред 10 часот се враќаме во студиото, си направивме контент за социјалните мрежи, да не се грижите, можете да не најдете таму, да видите што правивме за време на рекламите. Сега продолжуваме онamo каде што застанавме. Сите вие кои што сте ни редовни гледачи, многу добро знаете дека имаме подготвена игра за нашите гости, Керчев за нашите гледачи. Многу страшна и за вас игра. имаме во друга прилика. Една страшна игра, сега ќе си изгledат од памет. Многу тешка игра. Опа, треба да влечете по едно прашање, не се наместени поред како што сакате, кое што сакате вие и може само садот понатаму да го подадете. Благодарам. Договорете се вие со Пере или Пере нема избор, тоа е тоа. Ајде. Секогаш е така за тој што седи на крај. Најчесто. Кој сака прв слободно нека си почне. Дејан е спремен, го гледам, дека камера се исправи. Ајде Дејан повели. Ако 5 годишно дете ве праша зошто ја сакате Македонија, како би му објасниле? Па зошто вас ми се паднува најлесно? Па не знам. На каков детски начин би објасниле зошто ја сакате Македонија? Затоа што е најубава земја, најстара земја со најголема историја и не за џабе сите соседи сака да ни ја украдат. Затоа што е најстара и најубава држава. Сега детето би ве прашало зошто да ја украдат, кој ќе ја краде? Ама ајде да не навлегу. Да не ја украдат. Добро, ви благодарам многу за одговорот. Сара, твоето прашање? Пере не беше воодушевен од прашањето, за тоа на крај ќе го поставиме. Оригинал за мене. Моето прашање се погоди, да. Моето прашање вели кое е најкомплицираното јадење што знаете сами да го подготвите? Таманна жена. Па најверојатно супа. Супа. Значи не си некој фан за готвење, не. Не, сум фан за готвење, внимавам обично на исхрана, али не подготвувам тешки комплицирани некои рецепти, да. Комплицирани рецепти или било што, секогаш е тоа нешто чисто, или е пилешко со салата, или е нешто телешко со салата, или обавезно јајца, белки, такви Сакаш типови да кажеш, на јадење. не сакаш манџи, тави, да се Не, манџи пича, да се никако прават? не сакам, а и не знам да правам. Манџи? Да. Најлесно, Моето па нема омилено. полесно од манџа, 3 минути работа. Ти ставаш да се вари. Најверојатно ми е многу лесно кога ќе сварам стек, ќе го ставам во замрзивач и нареден ден ќе го одмрзнам, ќе го подготвам со нешто. Добро, тоа е сега модерен начин да не се збунат нашите гледачи. И со салата ми е доволно и Супер. Да. Добро. Дејан, вие сакате да готвите? И дали од знаете? време на време, од време на време. Од време на време. Колку имате? На колку време? Еднаш годишно, сосема Па фаворит. добро, не еднаш годишно. Се шик. Еднаш месечно може да се. Еднаш каже. месечно, што готвите најчесто? Што ви е омилено за готвење? За јадење не прашувам, за Обично готвење. сакам медитеранска кујна, исто италијанска, обожавам некоја паста, лазања и исто така некој добар стек. Па добро. Пере? Да. Пред да го слушнеме прашањето, колку ти сакаш да готвиш и знаеш да готвиш, Пере, што мислам готвиш? дека сака да готви. Сакам да готвам, Да. многу готвам. Домакин Во човек. последно време не можам толку да најдам Време. некако време за тоа, меѓутоа кога го имам, навистина се посветувам на правењето, сакам да готвам, ама во последно време исто така готвам здраво. Значи сега што е тоа здраво, знаеш, за секој раде. Релативно. За секој да избалансирано. Да. Меѓутоа гледам некако да биде тоа без месо. Може би е тоа погрешно, може би не, не Па знам. добро, сега избор е Да, личен. избор е. Гледам да е без месо, гледам да некако го направам на брзина, меѓутоа да ставам здрави намирници, Зеленчуци многу, зеленчуци, да, повеќе Во сите идам форми. некако на хлорофил, на такви работи, значи обавезно од сабајле, дали коријандер, дали блитва, дали спанак, значи морам нешто да смутам. Зелено да има, да. Зелено да има многу, боровница обавезно, веќе купуваме, не знам, со години, онака ја смрзнуваме боровница во дома со килап, да. И онда тоа, да, ставам некои такви мируди, а вака сакам и паста, сакам пица, сакам италијанска храна. Кој не сака италијанска Да, храна, стварно?
Реално, Тоа е да. тоа, да. Значи ти си печен за кај дракче, може така да кажем. Па За кај дракче, бевка и дракче, моја дракче, Оде пак кај оди зошто и кај нас беше. дракче, да, супер. И Сега на ќе ни дракче пише, чека да донесов, видам. па ти знаеш и на дракче донесов тука ја овој блендер, блендира, правев Да. се специјалитети. Сме попуштила таа емисија, нема да ми замерите, ама добро. Ќе најдеме на YouTube. Да слушнеме Многу. тебе што те вознемири Мене таму. ми се падна, ме вознемири многу прашања, вика дали во тинеџерските години бегавте од часови? И кој ви беше омилен изговор? Па на Дијан ли да му се падне ова прашање сега? Не иде, тама не за пере Добро, прашање. за мене е прашањето. Да, до 8 не сум бегал, да се разбере. Добро, добро, среќна таму. У Југославија немаше шанси тоа да се деси. Затоа пишува во тинеџерските години. Да. Се има во смислено. Да, а во тинеџерските години, кога бегав од часови, значи сум бегал, кога бегав од часови, бегав во Виктор и Викторија се викаше кафичот, односно джез клуб беше тоа на некој начин, каде што се собиравме сите, од диригенти до професори. Добро, вие пробасти имале пере, тоа не е бегање. бегал. Не, сакам да кажам Организирано стварно. или сам? Не, кратка е приказнава и сами Повели, организирано. Кратка е приказнава. Фактички Виктор Викторија, джез кафичот го држеше Ацо Богдановски Конга, значи еден од членовите на Нокаут кога го формиравме Нокаут, се разбира. И така се запознав јас со него. Пошто имаше огромна палета на избор на музика кај него, значи од CD до касети, и таму научи фактички во Виктор Викторија да слушам добра, квалитетна музика и имаше огромен избор. Дури сакав да работам кај него, викам да слушам кафе, само за да слушам добра квалитетна музика, као Стинг, као не знам сега да не ги набројувам, милион бендови, милион изведувачи, али квалитетни зборам. Значи, изговорот беше да слушам добра музика. Што не можеш да ги најдеш во тоа време, зборам, така лесно тие цедиња, тие касети, само оние аудиофили стварно кои што се навистина имаат страст за добра музика, за квалитетна музика, и таму го троше времето кога не бев на часови. И ништо не е случајно, таму го запознав човеков, така се формираше и Нокаут, нели со... Само да не испратиме погрешна порака до младите да бегаат од Тоа си е твоја лична приказна. Да. Тоа е моја лична приказна и не го препорачувам. Не правите го. Добро, мислам дека Се стварно има шегувам, некој што нормално. барем еднаш не избегал. Јас имам избегано еднаш Са од не час. зборам да сум бегал, ама кога, да. Некој Така, пат така, јас така Кога не ми седни бил од час. денот, сум си го правил да ми биде поубав слушајќи музика. Тоа сакам. Значи, изговорот да е, кажам. овој час ќе го пропуштам затоа што морам да одам да слушам добра квалитетна музика. Така е. Супер одговор. Пере, ти благодарам за искреноста, бидејќи често пати кога прашуваме дали се препишувало на тест или дали се бегало од часови, гостите се политички коректни и тоа не ми се допаѓа. Ама фала ти за оваа искреност, бидејќи мислам дека секој од нас барем еднаш нешто направил и фино е да се сподели, зашто да не. Да. Така е. Мислам, тоа што го правиме ние како Нокаут, како бенд, како автори, да кажеме, гледаме да бидеме што поискрени. Да. Значи, искреноста на вистина Апсолутно. е многу важна во се. Така што... И во маркетингот е важна искреноста, ама сега нема да зборуваме за маркетинг, ме интересира дали вие сте бегали од часови. Да не биде сега вака пера го нападнавме Сара, само. јас да. Јас да. Ајде, кажете си. Од кој час, Кајде Сара, групата таму и јас. кој час Особено во ти беше средно. најнеомилен? Односно, кој предмет? Секогаш и секогаш математика. Секогаш. Како и кај повеќе од пола од децата? Да, со бројките, значи... Ама ако се договори класот бегаме, не си ти црната опција, викаш да, дечки нормално. Никако. Не, после нема да сака да се дружат со тебе, кај Дури мора. кога сум била на председател на клас, така? Да, да. Така беше, да, нели? Бегаме. Значи ти си била водич на групата. Па не водич, али секогаш за добра забава тука. Дејан, вие? Па сигурно јас сум бегал, сега не можам у детали да почитам, ама знам дека имав многу оправдани изостаноци, бидејќи уште тогаш патував многу. Да, верувам, 100 дали понад Понад превари, да, многу подготовки. Така да, уште тоа фалело да бегам од часови да би избегал Да. На класен испит. Да. Добро, ви благодарам многу за искреноста. Може да си продолжиме со фотографиите, односно да почнеме со фотографиите. Ќе испочитуваме Сара како единствена дама помеѓу гостите. Ќе почнеме од нејзините фотографии. Само еден момент. Сара?
Така, значи ова е повеќе фотографии нели испратив затоа што не знаеш. Тешко ми беше да одберам, ама и веќе видиш што сме избрали. Повеќето се од некои кампањи што ги имам работено во текот на ова маркетинг искуство, патување, како да го кажам. Ова е кампања што пред 2 години ја работевме и е именувана како Денес е денот. Имавме режисер ангажирано за самата кампања од Србија. Супер испадна крајниот производ и имавме доста пофални зборови. Многу добра екипа беше. Беше вклучена и маркетинг агенција од тука со која што соработувавме. И секогаш овие снимања се многу забавни за гледање, освен самата нели организација и реализација на тие кампањи. Така да колку и да е доцна, колку и да немаш сила веќе да останеш на самиот сет или нели си гладен, си изнемоштен и нареден ден треба повторно да станеш во 6 часот да идеш на работа за да ги довршиш обврските, секогаш овие ми се драги спомени и баш буквално чувам се. Ова е FIFA, да, FIFA Headquarters, ова е во Цирих. Имав задоволство да работам на проект за бизнис и етика во спорт. 3 месеци бев надвор од земјава, всушност во Германија, за оттамо да може да се организираме и да направиме организација и реализација на целата таа кампања. И беше многу добро искуство, затоа што ова е пред 12 години. Јас тогаш се уште немав толку едукација во маркетинг и сето тоа беа само собирање на искуства. Било кој искуство, нели, те дополнува потоа и ја имаш таа самодоверба, нели, да збориш и да го споделиш тоа твое искуство. Многу позитивно искуство ми беше и запознав доста луѓе од светов. Ова е изминатата година, работевме на 100% за љубени песната. Одлична беше соработката и за оваа кампања и многу позитивни коментари добивме за самата кампања и многу е забавно на сет. Кога, како што кажав, дека дури кога си изморен, сепак седнуваш, се разговараш, разменуваш идеи, запознаваш луѓе. Секако да. И буквално е нешто што секогаш ми останува во добар спомен. Добро, одиме со следната. Имав многу убаво искуство изминатата година за ЕМОВ, уствари всушност за првата олимпијада, детска олимпијада што беше во нашата Македонија. Бев тесно поврзана со маркетингот за изработка на медалите, на пехарите и целото тоа искуство многу беше убаво чувството што како компанија што стоевме зад изработка на тие медали, всушност изработуваш нешто за кое што самите спортисти се посветуваат и вежбаат толку упорно и со голема мотивација за на крај да го држат тој медал или на победа, на триумф. И многу уникатно искуство всушност беше и многу ми е драго што имав можност во Македонија за првата олимпијада да бидам вклучена на маркетиншки начин. Ова е нешто што беше изработено од нашата компанија за медали и пехари и беше поставено, ова беше заштитното лого на ЕМОВ во Македонија и беше поставено за време на тие 18-19 дена додека траеше самата кампања, беше поставено во центарот каде што се одржуваа повеќето спортови. Супер, баш интересно изгледа, да. Вака изгледа пофалниците и пехарите, мислам, и медалите. Значи, скроз македонска изработка, од македонска компанија.
и секој од победниците имаше и пофалница, плакета, како и освоениот медал. Ова е како понекогаш се забавуваме за време на снимање на кампања. Ова е за еден мој многу драг бренд, додека бев во маркетинг агенција до пред 4 години, снимавме кампања за дијаманти. И Охридсково езеро буквално на кампањата изгледаше како да снимаме на Como Lake. Во Италија кампањата беше преубава, моделот е позади, јас и Милена пробуваме да направиме некоја фотографија додека моделот позира. Има доста интересни работи додека се снима една реклама. Секако. Да. Исто и со спотовите, Пере, ќе кажа. Секогаш има приказни. Овдека кога ми рече дека може да донесам и некои фотографии од некои моменти во животот што ми биле важни, ми текна на полагање на испитот за мојата јога диплома, затоа што јас 10 години, можеби и повеќе од 10 години се занимавам и со јога и ми е баш многу голема страст после маркетингот. Да. И секогаш некако ова овдека сме на јога ретрит за диплома за педал јога. И на овие патувања постојано, онака, иако е работа на себе, запознаваме луѓе со нивните приказни, што дополнително не инспирираат и дополнително ни покажуваат што значи тоа, нели, кога некој Милена, треба ние да пробаме ова. Да, многу е забавно. Не знам, баш јас пробав би на земја да пробам, не мора во вода. Многу е забавно, иако сега не знам дали можам да застанам, можеби имам изгубено некоја баланс. Не, сигурно е како велат, како возење велосипед, малку не се забораваат тие работи. Последно маркетинг искуство во декември месец, бев директно вклучена за реализација и организација на маркетингот за Махмуд Торхан. Беше одлично искуство, затоа што прв пат работев на волку голем проект. Да, голема кампања. Таква звезда. Да, ова е за време на отворање на Олимпијадата, ова е внук ми Јаков и Марија с нами. Значи, буквално морам да кажам дека додека парадираше македонската делегација, Јаков, иако е толку мал, имаше 6 години, на цел глас викаше Македонија, Македонија. Викам, како може детево да знае дека од мало треба да си ја сака земјата. Така е, од мали се учат. Ова се моите дизајнерски води. Ова е баш одамна Ова нешто, е така? пред 10 години кога имав желба за модниот свет. Па и не поминав толку лошо, значи сепак имав моја колекција и 3 представувања на Fashion Weekend Скопје. Тоа е одлично. Да, и баш бев впечатлива затоа што имав некоја луда фризура, бричена од едната страна црвена, па сакав така доста експерименти во светот на модата да пробам. Убаво си живееш, Бога ми, убаво. Ова е поврзано со искуството додека бев на проектот во Германија за работа за бизнис и етика во спортот, што го спомнав пред тоа FIFA искуството. Ова е тимот што работеше, тимот е буквално од сегде од Литванија, од Унгарија, од Индија дури. Но беше забавно самото подготвување за организација на толку голем настан и на толку извикано и познато место. Да, супер. Одлично. Сара, ти благодариме многу за сето на кое што го сподели со нас и со нашите гледачи. Одиме со фотографиите на Дејан. Да видиме вие што ни подготвивте. Имате малку фотографии, но доста значајни. Повелете. Ова е од пред месец дена. Најновите. Нашата ја Најтазе. Најновите фотографии. Ова е свеченост по повод на избор на најдобри каратисти на Македонија за минатата година, 2025 година. Тука сум заедно со ректорот
Аце Миленковски на Универзитет Скопје. Да. Исто таму ја организираме традиционално секоја година манифестацијата, каде што се наградуваат сите оние кои што пред се на меѓународен план оствариле значајни резултати, почнувајќи од детска категорија, кадети, јуниори, младинци, сениори, тренери, исто така суди, кои што дале допринос за развој на традиционалното карате во нашата држава. Ова е исто така од декември месец минатата година, каде што учествував држав мој семинар во Париз, Франција. И тука исто така добив плакета од организаторот. Ете и наметка добив од згоре, тоа се некои нивни традиционални јадети. Иначе председателот не е французин, него цел живот живее и работи у Франција, е од Шри-Ланка. И баш затоа, да. И Франција е исто така една од најдобрите карате земји во светот, можам да кажам. Ова е од Турција, од Истанбул, пред 10 дена, каде што сум со мојот татко Венцислав, заедно со организаторот, тоа е керката на фактички основачот на каратето во Турција, Мелек Кошар, кој што исто така ја одликувавме со највисока титула, црн појас од 9 дан, значи единствена жена во светот, можам да кажам, со такво високо звање. Супер. Ова е мој настап. Да. Ова е мој настап на ланското европско првенство, кое што се одржа во Щечин, Полска. Значи, јас сум све поредко и поредко учествувам како надпреварувач, но тука имав желба, бидејќи да настапам, бидејќи токму во Щечин, во Полска, ја започнав и мојата меѓународна кариера. Значи, прво меѓународно надпреварување уште во 90 или 91 година беше токму во Щечин, во Полска. Ви е посебно драго тоа место, така, да, пред, значи, колку, повеќе од 30 години. Повторно учествував и освоив сребрен медал. Ова е исто така во декември минатата година мој семинар кој што одржи во Индија. Индија можам да кажам дека е, значи, знаете, огромна земја со огромна популација, исто така голема масовност имаат во каратето и можам да кажам дека се многу фини, коректни како народ и сакаат, почитуваат, сакаат да учат, сакаат да дојдат до нови сознанија. Така да традиционално секоја година учествувам на семинар во Индија. Ова е исто така од Щечин, од Полска, на пиедестал со медал. Сега го гледам медалот, дали е добро изработен. Да, овие медали беа ептен, убави стварно ептен изработени. Да, професионална деформација. Да. Супер, одлични фотографии, како што кажавме, најнови, најтазе. Најтазе, да. Браво, фала ви. Ви благодариме. Пере време за твоите фотографии, ти не ги знаеш, гледачите исто така. Јас не ги знам, ти ме праша нешто, ја ти кажав рендом, тотално, не знам што ќе послуживме со твоите социјални мрежи, ама сите се со убава приказна. Повеќе. Да. Ете, Тина. Овде сум со Тина Русева од значи ова е негде декември месец. Да. Кога имавме турнејата во Германија, за време на турнејата во Германија, Тина Русева ни беше само да ми текне во кој град сега во моментов, мислам дека беше да е таа македонка што е така. Да, во Дизелдорф, точно. Да, ни беше, да не кажам, специјален гостин, не сакам да кажам предгрупа, меѓутоа она го отвори концертот и браво што испочитувавте, бидејќи таа македонка која што растори во Германија. Така е, буквално. Да, и многу убаво искуство, тука и се запознавме ние за прв пат, така. Разменивме убаво искуство околу музиката и сите оние работи што ги мачат германците во Германија околу тоа. И нас македонците, да. Ова сум со Здравко Чолич на концертот во Крива Паланка, имавме заеднички концерт тука. Тоа е пред, мислам дека ова е пред 2 години. Така, отприлика. Да, отприлика пред 2 години. Беше фантастичен концерт, значи овде бевме, се чувствувавме као на Вембли, веројатно
толку публика, да не бидам скромен, се, значи дојде и за Здравко Чолич, се разбира пред се. 20.000 публика имаше, беше препон стадионот, онака имавме една многу убава дружба во бекстејдж позади, он си беше во посебен дел, така што јас барав да ме прими кај него, ме прими господинот во VIP, се подруживме, испивме по некоја чаша винце, пред да излеземе на бина, да се опуштиме, убав разговор, убав муабет и одлична дружба со сите колеги од бендот. Ова сум на гости во Катар кај брат ми. Овде веројатно не знам, идеме у некоја од тие пустини таму негде. Да, ме возат позади со Зиги, Неда, Стефан, снајка моја Анета и брат ми. Колку години се веќе таму? 11, сега веќе 12-та година тера во Катар. Тука сум исто, негде во тие нивни пустини, да имав искуство така да поддржам еден сокол, или соколот им е традиција горе, одгледување на соколи, ги летаат, не знам како го прават тоа. Имав можност и тоа да го видам како ги летаат, како ги дресираат на некој начин. И така ова е една фотографија, убав спомен од тогаш. Ова е илјадити настап според некоја наша евиденција, статистика. Приближно имавме настап во Интермецо. Да. Во Скопје тука и баш по тој повод така испечативме и мајци, направивме со целиот персонал што работи таму и така овековечивме некоја фотографија. Баш убаво, да. Да, така имавме убав повод беше тоа и супер. Ова е многу јака фотографија, легендарна. Да, ова е со Перо Антич, лани супер се видовме на кафе во Куба Либре во Охрид. Така имавме некој... Си правите шеги за разлика во висината, нели? Си правиме, како не. Перо е исто така легенда, така што ова ми се двете помали принцези, да. Софија и Ирис, со мојата сопруга Јована и тој таму позади не знам кој е. Ова не знам каде е фотографијава, пошто помалечки се. Не би знаел кај, меѓутоа сме негде сигурно на планина, негде како што гледам. По облеката, да. Овде сме со Диме колегата, со Next Time, со Стефан, да, традиционално секоја нова година за Божик настапуваме на веќе 4-5 години, не знам колку сме наназад, веќе на самиот плоштад за бадниковите поворки, да. Така е, за бадниковите поворки и секоја година настапуваме на плоштадов. Овде сум со Дарко Гелев Брейк за време на концертот во Битола е ова е во Битола на Хераклеја. Имавме прекрасен концерт во Битола Хераклеја, еве сме повторно заедно со Джамбазов и Брейк. Дружиме, ова е последната наша фотографија, да кажеме, во однос на нашата дружба. Тука имавме некоја соработка, нашата последна песна, односно песната што му ја искомпонирав на Брейк, моја музика, текстот. Најновата сега што излезе. Текстот е на Игор Джамбазов, една одлична соработка направивме. Сите приказни исти се, само тоа сакав да го кажам, пишува под описот на фотографијата. Да, сите приказни. Символично. Точно. Ова? Символично, затоа што и таа песна е без трага исто моја музика. Да, точно затоа и велам. Да, на Джамбазов. Овде сум во Охрид за време на снимањето на спотот за Позитиво. Ова е моето куче што се викаше Брајан. Брајан Брцо Бесни, Брцо иначе си го викав на галено, Вест Хајленд Териер. И го земав за време на снимањето на спотот и така и искочи интересно. Точаков имаше корпа, го ставив во корпата и возев низ Охрид, снимавме доста кадри и така. И на крај да подсетиме 9 мај.
Јане Сандански концерт по 9 повод мај, 30 години по повод, нокаут. Да, како што кажав, тоа ќе биде празник за сите оние што не слушаат, значи не е наша вечер, вечер на публиката. И Карти каде да се купат? Да подсетиме уште еднаш? Way In се вика www.wayin, се вика продажната страницата преку која што продаваме карти. Многу лесно се гледа, многу добар систем има дечките, на пример, навистина направено е како што треба. Многу лесно се купуваат картите, така што еве уште една покана до сите оние кои што сакаат да дојдат да си побрзаат затоа што веќе карти ствар навистина снемува, ќе биде прекрасна вечер. Благодарам. Пере, ти благодариме многу. Може само да најавиме дека следното утринско кафе може да го пиеме со тебе и стрикно ќе зборуваме за пикелбол, бидејќи сега немавме време баш за тоа да спомнеме, времето ни истече, навистина ви благодариме многу за вашето присуство и за сето она кое што го споделивте со нашите гледачи. Благодариме на вас. Поздравувам сите. Благодариме. Така и тоа е тоа.